Добре дојде во Мајкша сцена за Софија Насевска Трифуновска. Здраво, Софија. Здраво. Софи А без Ија, така? Да, така. Тоа погрешка го направила или намерно? Намерно, татко ми така сакал да се викам Софи А. Да, да. Како главниот град во Бугарија? Згодно за кога одиш негде во странство, затоа што не сум Софиџа, туку сум Софија. Да, да. Во Бугарија кога одиш во Софија, како се чувствуваш? Да, не сум била од средно, не сум имала нити порив да отидам, така што немам никакво чувство кон тоа. Доаѓаш од Битола, детството го поминуваш во Битола. Да, во Битола. Фамилијата имаше поврзаност некоја со култура, па да те насочат во културни води? Сум имала, значи моето семејство од страната на мајка ми е едно старо битолско семејство во кое што сме од секоја генерација има макар по еден уметник. Мојот некој прад дедо бил основоположник на куклениот театар во Битола, неговите кукли до многу скоро стоеле во театарот, меѓутоа сега ги нема никаде. Имам некој актер кој што е истото семејство. Кирил Македонски ми е исто дедо. Мојот дедо, таткото на мајка ми беше сликар. Ѓорги Здравев, диригентот, многу познат диригент во Битола, Моцартот го вика, тој ми е исто дедо, тој е брат на мојот дедо. Во моментов имам една тетка која што се пензионира, беше кустос во музеот во Битола. Имам една тетка која што во моментот работи во музеот, не тетка, братучетка, извини, која што работи и е многу активна во музеот во Битола. Братучетка имам која што исто новинарка, Неда Маретик, значи тоа ми е едно цело семејство кое што е многу инволвирано, меѓутоа за мојот пат да се насочам кон театар, тоа ми беше непознаница. Со сето тоа се соочив откако се запишав, откако завршив и некако тогаш се просветлив дека можеби сето тоа имало некоја врска, ама за која што јас не сум била свесна. Ете, генетика работи без јас да имам свесно влијание. Да. Софи, како малечка, се сеќаваш дали одеше во тие рецитаторски секции, драмски секции? Да. Одев јас уште како мала, прво учествував во сите патронати, па сакав да се представувам пред најважната публика, моето семејство, правевме представи. Кога подпораснав малку во основно, почнав да одам на рецитаторски надпревари, каде што пак добивав и награди. Значи, сега кај што одев, рецитирав Лорка, Неруда, така се запознав и се залюбив и во поезијата, која што па и денес во моментов ми е од многу големо значење. На Струшките вечери, сум долги години веќе дел од тоа и ми е едно од првите љубови, можам да речам. Да. Средното, тогаш обично ве фаќаат тие бубачките? Фатија бубачките во средното, па ајде да го рипнеме тој период во разговоров, али да, фатија некои бубачки со тоа што јас успеав да се запишам на ФДУ со мои навршени 17 години и трета година средно. Значи јас матурирав додека бев прва година на факултет, па славевме матура. Тоа може така, ретко им успева, но кај неколку од вас, се случи тоа. Меѓутоа не може веќе. Како што добив сега информација, мислам дека веќе не може. Ние, фала Богу, сме го фатиле таа можност, тој простор и така завршив факултет на 21 година. Доста млада. Да. Факултетските денови лесно како или во тие години се е лесно? Истите бубачки тие од средно си продолжаа секако, па да, бидејќи јас навистина многу млада се запишав на факултет и тоа е една средина во која што доаѓаш од семејство, мајка, татко, па се учиш како да станеш човек. Кога секој оди на факултет во друг град, освен во својот, тогаш стануваш одговорна личност, кој порано, кој покасно, јас можеби малку покасно, пошто имавме за забавување доста. Меѓутоа можам да речам дека ние имаме еден прекрасен факултет кој што е повеќе животно искуство одо што е практично, затоа што практичната страна на нашата работа доаѓа до израз после, кога ќе влезеш тука во друг театар, ќе си накалемиш еден тип на искуство, меѓутоа она кое што е социјалниот живот и начинот на кој што уметниците студираат и начинот на кој што уметниците се калемат на факултет е едно нешто кое што е драгоцено и не се споредува, верувам, со ништо друго. Софи, имавте другарки од Битола тогаш заедно што седевте или сама беше од Битола дојден тука во Скопје да го откриеш големиот град? Имав колешки и колеги од Битола, меѓутоа не од моја класа.
но од моја класа си живеев со штипијанки мене. Штипијани ми беа друштвото, да, и тогаш се запознав со еден тон големо друштво на штипијани со кои што си битисувавме заедно така целиот тој период. Ни беше многу интересно. Живеев со Јелена и со Зорица, тие ми се колешки од класа, и уште една пријателка Елена, која што не е во наша бранша, меѓутоа толку многу представи има изгледано што е сега стручна. Така. Да. А скопјаните се правеа важни? Не, никогаш не сум гледала на тоа така, јас на вистина не. Знаеме, нели, Битола Скопје секогаш си имаат некој тип на, не знам каков тип на ривалство е тоа. Меѓутоа не, луѓе се како и сите луѓе што се јас сета со Скопје не заврши во животот, па немам некој анимозитет кон Скопје и Скопје, не си го сакам и Скопје, да. Да. Лесни беа студентските денови, некако одма ти завршија, не беше ни свесна, а веќе заврши факултет. Така е, верувам дека на сите им е така, ти само што си почнал. Па и сега кога гледам, нели некој дете ќе се запише на факултет и за 3 дена стасал 4-та година, викам дечки, каде помина времето, меѓутоа и нам ни пројде навистина брзо и убаво. Да. За време на студирањето имаше желба да се вратиш во Битола, да глумиш во Битолскиот театар, затоа што станува збор за еден реномиран театар кој што навистина си има тежина кога станува збор за театарскиот живот. А па од друга страна па доаѓаш во Скопје, имаш можности драмски маната, се случуваат тука големите настани. Што ти се мотеше тогаш во главата? Битола или Скопје повеќе превагнуваше? Значи, прво да речем дека Битола не е некој градче каде што има малку настани, да посакаш од провинција да дојдеш во главниот град, тоа во мојата глава воопшто не постоеше, затоа што и сега кога одам на лето во Битола, таа е полна со настани, таа е жива, таа е прекрасна. Тоа е убаво за локалци, а тоа е убаво и за туристи со кои што е полна Битола преку лето. Театарот функционира цело време, јас многу ги ценам и моите колеги од Битолски театар и самиот театар како и производите кои што ги кои што излегуваат од таму, меѓутоа за јас да останам во Скопје немаше апсолутно никаква тактика во мојата глава. Не, значи тоа се случи спонтано, по пат на љубов, нели се запознав и се заљубив во маж ми, така и оформивме семејство и тоа беше некако спонтан развој на настаните. Јас само што завршев, почнав да работам една представа во Струмица, следната ме донесе тука, патот во МНТ, тука зборувам затоа што ова е стариот. Јас имам една носталгија кога доаѓам тука, зашто овде работевме долги години. Така што патот сам си се оствари по себе без јас да имам некакво тактичко влијание кон тоа. Меѓутоа, секогаш мислев дека ќе се вратам во Битола затоа што немав никаков проблем со тоа, напротив имав и желба и волја да отидам таму, ама ета, и тука е добро и таму е добро. Да. Со Бојан Трифуновски, твојот сопруг, тој е режисер, се најдовте за време на студирањето? Да. Па уште втора година на факултет, да. Тој што вика? Долги години сме ние заедно. Битолчанче да си земам ова убаво девојче. Не, мислам дека и тој не правел така некои мисли. Не. Значи тоа се случило како што требало да се случи, да. Се следите цело време, знам дека скоро на сите представи каде што ги работи Бојан одиш, исто така можам да кажам, сум бил во ситуација да слушам како му кажуваш свое мислење, не стално позитивно, туку и критичко, така што мислам дека тој однос ве прави уште појаки и уште посилни кога може да се ја кажете и другата страна, таа што полоша е во однос на онаа подобрата. Да не си мачкаме очи, нели така? Да, па добро, ние си го цениме меѓусебното мислење многу, веројатно затоа и сме заедно, затоа што си ги почитуваме и естетските, интелектуалните различности и способности, така што секој пат кога тој ќе направи представа сум секако првата која што ќе му го каже и доброто и лошото и исто така и тој за мене. Имаме трема и за двајцата, така што јас избегавам да го викнам на моја прва или втора изведба за малце да легне па да дојде да не го мислам дека е тој тука. Меѓутоа да, имаме критичко око кон туѓата домашна работа, како да ја наречам, со тоа што ете сега па и заедно спремавме представа, само што го завршивме тој процес. Тоа беше после долги години случај и беше доста интересно, можам да кажам, и можам да увидам дека и двајцата сме возрастни и пораснати. Да. Зошто претходно не соработувавте? Едноставно не се случило да се склопат коцките. Последниот пат кога тој работеше во МНТ, работеше Аладин, а тогаш беше нашето прво дете малечко. А јас бев еден период претходно доста ангажирана во МНТ и беше време да направам пауза да се посветам на детето и во тој момент беше невозможно да бидеме двајцата отсутни во исто време и сега ова е првата представа која што се случи да се работи во театарот, да ја работи тој.
И повторно бајковито нешто. И повторно нешто, па добро, Бојан има Бојан, еден да. специфичен вкус и стил, така што кај него е секогаш нешто од тој тип, да. Така. Да. Значи се стапуваш во брак со Бојан, почнуваат фамилиарните обврски, почнува твоето вработување во маната, почнуваат представи, секој млад актер сака што е можно повеќе да го искориста, така беше и со тебе. Да, да. Додека не се случија децата, ние работевме многу и јас и тој бевме тука во бифево по цели денови, само седевме, доаѓаше 7 сати, викавме кој костим сега го облекувам и одиш играш. Значи тоа беше баш го отвараш репертарот и гледаш дека имаш 12 представи во текот на месецот и си цело време тука. И кога немавме проби, или пак си на проба, на представа, па после си пак на проба, затоа што се работеше многу. Навистина, тој период работевме доста интензивно. Со тоа што можам да речам, јас и кога останав трудна со првото дете, до самиот крај на бременоста работев и се вратив кога тој имаше 40 дена и играв првата представа на репертоар, тоа ми беше Парите се отепувачка токму на Бојан. Значи јас навистина во тој период не направив пауза. Па после се отвори новиот театар, работевме Вечна куќа, такви големи проекти. Пак бев ангажирана и ми се виде премногу, затоа што детето расте, а ти не го гледаш. После со второто дете, додека бев трудна, исто не направив пауза, меѓутоа како се роди, само што се вратив да работам представа, се случи тоа што ни се случи на сите корона. Еден месец работевме со Васил Христов Вуси и ја завршивме представа. Мислам, ја паузиравме за тоа што таков беше, нели, светскиот елемент тогаш и си останавме малку дома, тогаш паузиравме, одморивме и еве сега се Тогаш враќаме. бевте со децата постојано. Тоа малото дете, можам да речам дека убаво и квалитетно се подружи со мајка му додека растеше, да, да. Колку години има сега? Тој е 5 години, а големиот 11 и пол. Да. Со талентот, со гените, докаде се? Големиот е приватен човек, интровертен, кој што е компјутерџија, не сака ништо од нашата уметност, не го интересира. Не, може да гледа представа, меѓутоа не му е тоа жарот, не му стои таму, додека пак малиот сак смешен е по природа, е брз на мисла, секогаш знае да каже нешто забавно, гледа представи многу. И ќе видиме што ќе излезе од него, да. Да, различен од брат му. Да. Има време и обично така, едно дете е такво, другото е такво. Секој на свој начин си има посебни желби и своји афинитети. Софи, се сеќаваш на првата во оманата? Како ти беше кога излезе на како вработена веќе актерка? Како вработена, не можам да се сетам која ми беше прва. Веројатно беше тоа Вечна куќа, меѓутоа јас тогаш веќе бев изнаиграна долги години и не ми беше тоа никаков настан. Тоа беше само документот кој што ета дошол да се оствари во тој момент ради многу околности, тоа секако можело и претходно, ама Долги години ти работеше, да не беше вработена? Да, јас работев од 2007 активно во театаров овда, а се вработев во 2012 година, така што имав доста, веќе 15 на представи имав на, да, сработени. И потоа да се сетиме на таа првата што ти беше. Првата тука беше, бидејќи претходно имав во Битола и во Струмица. Во Струмица имавме една доста интересна и контроверзна представа за тоа, па и за ова време. Додека тука првата представа ми беше Сликата на Софија, со Сашка Ковачевиќ, Васил Зафирчев, Звезда Ангеловска, Александар Микиć, Катина, која што ми беше многу убава. Јас со Сашка има веќе претходно во Струмица работевме заедно и Во Струмица која работевте? во Струмица представата Гола вера за една девојка која што ја силуваат тројца и беше доста тешка, контроверзна, но доста емотивно набиена и важна да се случи, затоа што тоа за жал е секогаш актуелно. А овде ми беше пријатно, интересно, затоа што работев со убави луѓе, професионалци, сите прекрасни колеги со кои што и до ден денес соработувам. Со Сашка ми беше веќе познат терен, прекрасно соработувавме, затоа и решивме да ја повториме соработката. Така што убаво е кога работиш со луѓе на кои што им веруваш и со кои што си пораснал. Со многу од моите колеги, јас сум пораснала гледајќи ги на телевизија и нели учејќи несвесно од нив, па потоа и свесно. Убаво.
Ке сакаш уште? Кека Плуп. Витаминка. Ти имаше можност од мала да се дружиш со некој од браншата, зборувам за твојот сопруг. Како оди дружењето со останатиот дел од ансамблот? Колку сте сплотени, колку како млада може да те прифатат, колку типа, како да речеме лесно можеш да ги отвориш портите на твоето срце, на твојата душа за нови пријателства? Да. Па јас мислам дека сме многу убав колектив, од секогаш сме биле. Сега имаме една мала спорност, немаме кај да се дружиме, зашто долго време веќе немаме бифе. Но начинот на кој што комуницираме како колеги, мислам дека е доста убав, квалитетен, се поддржуваме меѓусебно. Секаде влегуваме со верба, не сум видела мрзливост, ние сме можеби малку поопуштени од што треба, ама тоа е затоа што сите сме со таков дух, нели, на уметнички карактери, кои што се со убава мисла, убава насока и сакаат да помогнат еден на друг. Јас годинава имав доста можности, ми се погоди да менувам неколку колеги во неколку проекти, така што можам да кажам еве дека баш овој период сите луѓе со кои што колеги со кои што соработував ме примија со многу топло срце. И сега, бидејќи сме од друга веќе перспектива, значи сега сме ние во нашите, влегуваме на кај 40-тите, не сме младите, можам да ветам и да гарантирам дека секој што ќе дојде млад ќе биде исто така на истиот начин, пријателски, другарски пример. Кога беше лане Петра фон Кант? Или 2 години помина веќе, не знам колку. Да не, 3, не да сум помина? сигурна искрено, значи јас мислам дека се 2 години, 2 сезони дека помина. Да. Тоа беше после короната? Па тоа беше после корона прв проект мој нов, значи додека траеше короната, играв во Кец на десетка. Тоа беше нешто кое што го имав и потоа после корона ова ми беше првата соработка, исто со драги луѓе, со убави колеги, исто многу питок процес, да, за сработување. Женски. Затоа питок. Сите женски бевте таму. Па да, малце помалку се расправаме ние. Да. Да, гледаш, има, сега кога го кажавме дека навистина сте само женски во таа представа. Режисерот Ивица, кој што е од вашите води, да речам. Колку е убаво да режисерот да е од вашите води? Убаво е. Ивица е актер. Убаво е, затоа што јас мислам дека има друг тип на сочувство кон глумецот, бидејќи режисерите знаат некогаш да тераат само своја воденица. Мислам што не е лошо сега, секој режисер си влегува во процесот од своја перспектива и со својот ум. Меѓутоа, како глумец се чувствува во одредени моменти, може да знае само друг глумец, само колега. Не можат секогаш режисерите да увидат кога сме уморни, кога ни треба одмор, кога не треба да се напнува, кога па треба да се напнува, некогаш режисер знае и да не напнува, треба да напнува, така што се е тоа врзано, мислам дека она основно сочувство може да го има само актер кон актер. Интересно е што за многу представи векот на трајање е многу краток и тоа е жалосно затоа што вие актерите се вложувате премногу во дадениот проект и заради XY причини тој проект згаснува и вие сте ни на небо ни на земја, што се случи со тој труд што го вложив, а да не се валоризира на некој начин. Не зборувам валоризирање во однос на награди земање, него во однос на публика да ја изгледа представата. Секоја представа колку што има подолг век на живење, валоризацијата следи на тоа што си го пружил. Но па од друга страна се случуваат и многу представи кои што имаат долг век на живење и тоа актерот да го прави исто да се чувствува среќен, весел, затоа што сакајќи или не сакајќи се случило нешто што направило таа представа да оди долго. Петра, мислам дека се уште живе, еве поминати се 2 години. Не знаеме точно дали 2 или 3, ама мислам дека се 2 години поминати и таа представа си е редовно на репертар. Како реагира публиката? Вие станува збор за неколку жени кои што сте многу убави и да речем тука и Тања Кочовска која што е како одлична мамка за привлекување на публика. Но и сите останатите кои што сте тука, вклучувајќи ја и главната улога на Драгана, сте таква добра мамка за публиката да дојде да ја гледа представата.
Ти благодарам. Па да, публиката секогаш убаво реагирала на таа представа. Таа е исто доста специфичен третман на одредена тема има и е многу тешка, емотивна и полна со емоции. Мислам дека е тоа, иако се работи за женска љубов, тоа мислам дека може да го допре секој човек кој што ќе се абстрахира од тоа за кого се работи. Мислам дека е многу провокативен, интересен процес и дека е полна со суштина внатре. Значи, мене ми беше многу предизвик да го сработам тој лик затоа што нема текст. Значи, јас во целата представа сум присутна, меѓутоа немам текст. А не е нешто кое што не бара од тебе да се вложиш емотивно. Значи, не е помени, замени, отиди си, меѓутоа има доста емотивни превирања. Таа мојот лик Марлен има каде да тргне и да стаса на едно многу црно-бело место, значи да се најде во upside down буквално ситуација. И е доста интересно да се работи така кога го немаш првиот ресурс на глумецот, гласот, нели така. И беше интересно и мислам дека тоа допре до публиката на мое можеби првично изненадување. Јас мислев дека тоа е сенка, дека тоа не се ни гледа, имав таков тип на заблуда некоја, меѓутоа кога излезе пред публика, добив фидбек од публиката дека сето тоа точно се гледа, што мене лично многу ме израдува и представата ми е љубов, многу ја сакам, да. Ја спомна Вечната куќа, односно представата со која што се отвори новиот театар. Што значеше преселбата? Овде ќе имавте сите многу убави спомени, иако се работи за барака која што никакви можности не ви пружа, но сепак тука е бифето каде што се дружевте постојано. Иако, пак ќе кажам дека како објект не е убав, но вас спомените ви се многу драги баш од тој неубав објект. И ќе бидат. Многу е интересно тоа што каков е објектот, многу малку значи за производот кој што излегува, посебно кога се работи за театар, посебно кога се работи за уметност. Значи некогаш нешто што излегло тука останало култно, останало вечно и ќе остане за секогаш во нашите сеќавања и секако во сеќавањата на публиката. Она со што се соочивме во новиот објект беше едни за нас во тој момент фамозни услови, затоа што ние сите имаме прекрасни гримиорни се уште, со тоалети, со сите они основни услови кои што треба да ги има еден глумец кој што работи многу често на сцена и малку да работи независно. Огромна сцена на рамо до рамо со сите светски театри во моментов, која што нуди секакви можности, што е импресивно, многу убаво и ние баш токму во тој проект режисерот реши да ги покаже сите можности кои што може тој театар да ги понуди сега, а и понатаму на публиката. Тоа беше нешто како презентација на театарот, кој што навистина беше големо, моќно, силно и беше супер, прекрасно искуство да се работи во сето тоа, ние да го почувствуваме како такво, моќта да си ја почувствуваме. Беше баш технолошки моќна представа, затоа што Дејан Пројковски, кој што режираше таа представа, ве собра сите, цел ансамбл, и направи тоа да изгледа баш моќно и светски. Да. Затоа беше и многу интересно, прекрасно искуство. И верувам дека и за публиката беше така, затоа што ние такво нешто во наша Македонија до тогаш не сме виделе. Сега веќе сме навикнати, затоа што веќе 10-11 ако не сме години тамо, сме навикнати, но независно секој проект е сам за себе, да. Многу беше контраверзно или интересно во тој период за вас глумците од ДМН-та. Едни викаат дека тоа е златниот театар со негодување. Други викаат дека тоа е чудо некој кој што конечно се случи во Македонија рамо до рамо да застанеме технолошки со многу театри од цел свет. Едни ве напаѓаа, други ве бранеа, така што беше многу интересно да се прати сето тоа и кое што и до ден денеска еве поминува толку години, а си трае цело време. Сега па кажуваат дека се распаѓа театарот, имавте проблеми во текот на овие изминати години со води, со дождови, со прокиснување. Се адаптиравте на условите, но како е сега после 11 години од постоење на театарот, како се го доживувате? Веќе ви е ваш како овој што ви беше стариот или се уште сте нови, млади? Не. После толку време веќе си е сосема наш, веќе сме од домакинете, убаво таму.
знаеме што е каде, секој сектор си функционира како што треба. Јас сум многу задоволна од целиот тим кој што го води мената, значи нашите технички соработници. Буквално сите функционираат на тоа ниво на кое што треба да функционираат. Она што беше чекорот кој што требаше да се промени беше дека од помал ансамбл стануваме огромен ансамбл. Значи има потреба од многу повеќе сценци, многу повеќе светлаџи и сега јас тоа сметам дека дури и не е доволно. Значи во однос на некои сектори треба да има многу повеќе за да може тоа многу полесно и по лефтерно да функционира. Да немате многу вработени луѓе кои што треба да имате. Треба, да, посебно во известни сектори како гардероба, да не набројувам сега, меѓутоа да, и ако нешто треба, со се што имаш ново, тоа треба да се чува. Да се одржува, да се санира и да се чува. Ете тоа